Ја гледате дневно соба на телевизија Стар, почитувани гледачи, премногу имавте можност да видите двајца од шампионската екипа на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, а сега од овој момент ќе имате можност да видите дел од шампионската екипа наречена Top Face или акција избор на лице на годината што го организира фотостудиото Интерфото. Во студиото се уште две претендентки за титулата Top Face и тоа Бубе Миленовска и Валентина Давчева. Се од кого да почнам? Од кој е побава? Да фрлам паричка? Ајде, ќе почнеме од Бубе. Што те мотивира да се пријавиш? Од каде дозна дека ќе има ваков надпревар? Па за надпреварот дознав од другарките. Немаше некоја посебна мотивација. Сакам да се фотографирам. Па дома не ли можеш да се брат, сестра, претпоставам имаш нешто? Да. Па фотографија, так, дигитален апарат. Не е исто. Не е исто? Да. Што е разликата? Па тука работиш со професионални лица. Така. Ти си ученичка, студентка, да откриеме некој... Каде? Медицинското средно училиште, 3-та година. Забен техничар? Да. Како знам тоа? Сите забни техничари си прави за Top Face. Не е тешко да се погоди. Ајде сега малку да одмориш ти, па Валентина да ја прашам. Истото прашање за неја, што беше одлучувачко и кој ја натера? Кој ја присили да се пријави на изборот на лице? Па не, никој не ме присили. Тоа беше желба за професионална фотосесија, која што не ли остварив со Top Face. Што очекуваш од овој избор? Што Па може очекувам- да промени во животот? Па на една може млада многу девојка? работи да промени, пред се на оној што ќе победи и нека победи најдобриот. А што тоа може да промени? Баш ме интересира, ти си победник. Стануваш лице на годината, што ќе ти промени таа титула? Па не многу, повеќе на приватниот живот. Повеќе ќе бидам зафатена, ангажирана, пред се и со школото и така. Значи Top Face и школата, ти сте заедно. Да не ме праќаме на училиште, веднаш на Top Face и сите ќе научат се што треба. Не. Се шегувам, ме интересира сега бидејќи се уште трае оваа акција. Очекувате да се најдете во финишот од онија одбраната селекција? Па да, секој што ми се пријавил очекува да се најде во нив. Валентина очекува, а Бубе? Па да, зашто да не? Има ли сериозна конкуренција? Па има. Ги гледате конкурентките, па има и конкуренти од време на време ќе дојде по некој. Очекувате дека ќе биде жестока војната? Па да. И вака сега уште малку за вашите работи, за вашите карактери. Бубе има хоби? Па во слободно време слушам музика. Сакам да одам на кафе со другарките на излегување. Кафе кој готви? Во кафич. Во кафич. Значи, кафемените Да. готват кафе. Ме интересира музика, што профил најмногу? Кој од изведувачите? Кој? Па Народно, забавно, е забавно, секако странџерска? забавно. Наши повеќе. Наши повеќе? Да. Кој од нашите пејачи, односно пејачки ти наомилена? Елена Ристевска. Елена Ристевска. Да немаш и ти некоја пејачка жичка? Па не. Не. Не те служи слухот толку добро како Елена. Да. Валентина, ти имаш нешто во слободно време како активност? И јас исто музика, ама повеќе учење. Повеќе учење? Да. А тебе не те прашав, што учиш ти? И јас исто сум забавен техничар. Со Ај, класничка сум насмејте со се уште Лјубица. еднаш, да ве видам. Односно да видат гледачите какви забавни техничари сте, нели? Оти кој ќе заминеме ние вака повозрастните малку на забавен техничар, прво да се ослободиме Да. од пресида дека тоа е страшно болно, не тоа бушини, ама кога ќе видат вака млади убави лица, се ослободат психолошки. Највеќе психолошки, да. Не ме прашувам за училиштето, хоби рече имаш? Музика. Музика. Кого преферираш повеќе да слушаш? Па од странските повеќе. Пинк, највеќе. Пинк. Да. Мисли, Собер беше сега актуелен хит, ако Да, не знам. супер. Пинк и што ќе остане рестото, нели? Да. Ги знаете вашите идентификациони броеви, да ги подсетиме гледачите, ако сакаат да гласат за вас, како да гласаат, кои се броевите? А секако, јас сум ID 13, со SMS кратка SMS порака на 070 14
08. 08. Реден број не е малерозен 13, а најсреќен број. Да. Кај Бубе? Јас сум ајде 17. Значи 17, 14, 08 или 14. 14, а уште еднаш 14. 141, 708. Само го сакам да чуам. Благодарам за разговорот и многу успех во изборот на лице на годината, а по мала пауза ќе видиме уште еден претендент за тронот лице на годината на Штип. Милче Петрич ни е следен соговорник од лекцијата "Бираме лице на годината на Штип" или Топ Фейс за оваа година, акција или избор што го реализира фотостудиото Интерфоте, Интерфото од Штип. Над нас се, нема многу да ми забележат да се лутат ако сгрешив малку, нека простат за лапсусот. Нема да ме изберат мене за лице на годината, далеко од тоа дека сум јас лице на годината, но може Милче да биде лице на годината. Милче, ајде тебе те прашам некои основни карактеристики за тебе, ученичка, студент, што е по вокација? Јас работам во фризерско-козметичкиот салон Александра. Работам веќе 2 години и така. Значи, од тамо те знаат сите како добар фризер, како добар фаца, нели? Па би требало така да. Како тоа. Бидејќи се занимаваш со работа, значи ти не си ученичка, си завршила дело тоа, сега ме интересира, си исплатили млада девојка да биде фризер? Зошто Сите да не? велат тај ќе си тука нешто, кој се грижи за ова, за стайлинг, за она. Што е стайлинг, што е правење на фризура? Тоа мене, јас не ги знам разликите. Не да дека не ги знам, ама да прашам за они што не знаат. Па вака, за секоја особа, секој човек треба да се грижи за својот стайлинг, пред се добро да изгледа. Така човекот ќе има своја самодоверба, ќе верува во себе и ќе може да ги победи сите бариери во животот. Ти ги победи ли сите бариери во животот? Или има уште некоја што не е на пат кон тоа. Како оди работата во фризерското студио, Александра? Па добро. Кого повеќе преферираат да им прави фризура, ти или другите што се во дуќанот? Па сега секој си има свој капацитет, свој круг на пријатели, така да секој си прави по свој вкус кој сака. Претпоставам дека некој од тие луѓе што доаѓаат, девојки, жени, таму те натера да се пријавиш за лице на годината или беше сосема поинаква одлуката? Па вака, јас прво ја видов плакатата што беше закачена во моето фризерско студио, мислам кај што работам. А и шетајќи се низ градот ги видов плакатите во Интерфото, па зошто да не бидејќи сакам да се фотографирам, решив да се пријавам. Како излезе таа прва фотосесија? Знам дека сите правевте пробни снимки во фотостудиото. Задоволна си ти од тоа? Па многу сум задоволна, бидејќи не ми е прв пат да се сликам, обожавам да се фотографирам и не ми е прв пат да се фотографирам во истото фотостудио, па така да се помина, да речем, одлично. Што очекуваш ти лично да ти донесе како благодет, да речеме, овој избор на топ лице на годината? Па сега ќе видиме кој на крајот ќе победи, како што рече претходната учесничка, најдобриот нека победи, но сепак би сакала, секој сака за победа. Апсолутно е да сака, се пријавил, сака да победи. Да. Човечка димензија, тоа не е спорно. Нема ништо лошо во тоа, нели? Да. Ги прашав прегеска Бубе и Валентина за некакво хоби. Фризерската работа ти е професија од која се заработува за живот. Може и малку многу. Тоа е што го имаме во Штип. Што е тоа што преферира во слободно време да го... Па во слободно време да слушаш музика, како што рекол претходните учеснички, да шеташ така на кафе и тоа. Никој не сака да каже сака да оди на шопинг тури, не знам, да замени некаде во странство на екскурзии. Сите шетаме по кафичеве во Штип. Па зошто? Па јас мислам дека сите го преферираат слушањето на музика и шетањето и вака и на кафе одење, бидејќи нема доволно услови за да одат настрана да запознаат други места. Од музика што најмногу Па сакаш повеќе да слушаш? забавно и странско така, забавно повеќе. Кој од овие наши пејачи така ти лежи на душа? Па сега за сега Владко Лозановски. Владко Лозановски. Да. Кога ќе дојде ќе му кажам. Ама да му направиш фризура. Нема проблем.